Здраво на сите и добра дојдовте во моето ново видео. Среќа, ова не ми се познава више толку. Кој ме следи на Инстаграм многу добро знае што е ова, али сакам само да кажам дека причината поради која не сум многу активен периодов е поради тоа што 90 секунди конечно се враќа набрзо. Ќе гледам што поскоро се врати да пукаме со нови епизоди, да бидеме најаки и така. Во денешното видео ќе гледаме ситуации кои верувам дека не само мене, дека нема зборувам само за мене, дека повеќето од вас ве нервираат. За жал, мислам дека само ќе помогнам со ова видео поише да ве нервирам, затоа што овие работи дел што дзирнав ме вадат од такт, ама сега ќе видиме што се тие. Ајде да не замарам више, идеме на видеото, идеме сега. Прва слика, бум. Што имаме тука? Сега имаме некој што му стигнало пратка, али неговата врата се отвара на буткање, брат. Ако сака да отвори вратата, пратката нема да помине добро, посебно ако е нешто кршливо внатре. На следната слика станува збор за 4 члено семејство и нивните четки за заби. Јас ако добро гледам, тука имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 четки за заби. За 4 души. Ако магично знаете кои 4 точно ги користите вие, зошто другите побогу не ги фрлите? Тука имаме човек што си гледа во неговите прозори кои не се идентични. Едниот е повисок. Ако имате OCD како мене, знаете дека во ваква куќа никогаш не би живеели, дека истиот ден одма ќе смените да се идентични прозорите. Верувам дека ако мене ми стигна ваква торта, дека нема многу да се смеам. Кога само пукам сеир дека на некој му се десило, најсладкиот дел од парчињата што се залепиле горе на кутијата, го жалам. Ле, ова ме потсеќа дури на оној видео што го правев со луѓе што имаат полош ден од тебе. И видов дека тоа видео има иначе предобар фидбек, така да ќе правам и втор дел на тоа, али иако ова е слично, ова не е тоа. Ова е друго видео. Зошто кај што завршува вака чашата? Зошто дршката не е точно на средина, брат? Зашто е на лево дршката, брат? Леле. Значи јас стварно разбирам дека не сме сите луѓе исти и не треба да сме исти и е многу поинтересно што сме сите индивидуи за себе и различни на свој начин. Меѓутоа, што човек треба да си завака да ги поставиш сликите, бре? Дали ова нормално? Значи јас сваќам дека можеби вака сакаш. Разбирам дека можеби немаш толку осет за што изгледа убаво, точно, симетрично, whatever. Али вака да ги поставиш сликите. Види го овој. Па вака ли се местат патиките? Се мести пар со пар, со пар, со пар, со пар, со пар, со пар. А не сите различно. Ова мислам слики ги направиле намерно. Чекај да видиме што може Стефан најмногу да го изнервира. Такви слики ќе направиме, такви ќе ставиме на интернет. Знаејќи дека мене тоа некој ќе ме примам и сакам да ги видам за да снимам видео. И еве сега јас се нервирам. Па пишете у коментари Стефан не се нервирај. Леле. Па нема ништо полошо да јадеш, ова е вајда нешто мрсно, нешто некој сослие или што ли, или нешто пример код лумба да е, и тебе целата истечена и дршката од вилјушката да ти падне баш у тоа. Тука имаме некоја напатена душа што толку си се потрудила. Сега замисли оваа сложувалка да има кој што знаат да ги решават оние мрднатите со над 1000 делчиња, што јас мислам никогаш не би имал живци да решам. Али сега стигнал до крај со последните две парчиња и двете се за тоа доле. А она што е лево, кај е тоа? Го нема. Леле, ова колку го мразам кога ќе се деси. Знам дека некои апликации ова го имаат решено, дека ова не се прави вака најбо. Али јас мислам дека на повеќето апликации вака, значи, ти таман нешто не слушаш добро, сакаш малце да си попуштиш или да си намалиш без да го позираш видеото и отеднаш го правиш тоа, ти се појави на цел екран, ти на екранот више ништо не гледаш. Шо е ова сега? Леле, за малце немаше да го видам. Значи, гледате оно средина скоро што е како е подоле. Кај нас мислам дека едно вакво има 10 јајца, али вајда во Америка или не знам од кај се слики, појма немам од кај се. Тука има вајда колку има 12 јајци му едно такво, а неговиот фрижидер собира 4, 4, 8, 11. Само едно не му собира човек. Ништо фрли го, брате, или зеди го, шо ти кажа? Леле, дали... Како тоа цевка ти да пиеш сега? Одлично.
Значи, више од што толку се нездрави работиме и од што толку не знам да си толку баксус пример да се дешава цело време работиме. Веќе не се нервирам што ова толку ми е више врв, што и јас кој баксус сум во животов, мислам дека и мене би ми се случувале само вакви работи. Не е дека не ми се случуваат, али ова е веќе next level. Како сега ти овој сладолед да го јадеш, човек? Да си го ставиш у тањерче, да си го измелиш и некако така со лажица да го јадеш, иначе нема шанс. Леле, ова секогаш ме нервирало. Предпоставам дека повеќето од вас ви биле вака завиткани далинската, бре, човек. Затоа што сигурно не сум единствен, зашто знам и други луѓе. Сигурно кај сите ова било порано, можеби и кај некој уште е. Еве, ако ви било вака завиткано у најлончу, што и да е ова далинското, пишете ми долу у коментари. Дали на вас ви било вака далинското? Среќа веќе не ми е така. Не знам што е поентата ова, да ме го чуваме далинското за ново, да не се бришат копчињата. Јако мал дури мислам ги гризав овие. Леле. Перфектно симетрична топка. Па мислам подобро не може да биде. Види. Како да не се нервира човек. Са имаш за уклучување, исклучување копчиња, погрешна боја тотално спротивната. Се знае, ако се уклучува ти е зелен, ако се исклучува секогаш е црвено за тоа што е забрането, што се исклучува, што се све. Не можеш ти да земеш да ставиш оф зелен. Све испобутав. Еве на кој му излижено далинското, затоа се става во најлонч. За малце ќе прашав што има погрешно сликава, али имаш целосно некоја си перфектна симетрија. Сите прозорите се коцки, брат, и правоаголници, освен кровот ако го игнорираме. Сега ти на вратата ставаш онаква елипса, брат, круг што не е ни круг, што е издолжен круг. Работно време. Понеделник од 10:23 до 9:07. Вторник од 10:16 до 9:04. Среда од 10:37 до 9:18. И неќам ни да читам понатак. Секој ден различно. Секој ден неравни бројки. Шо фирма е? Кој ќе ти влезе у ваква фирма ако види вакво работно време? Па ти реметиш мој мир, и реметиш мој OCD, и реметиш све, брат, човек. Ова вајде е намерно направено на забанци. Ова нема шанси да го висти. Шо имаме? Имаме тука 10 баклава и имаме само 9 баклави. Кај е 10-та баклава? Ова е 10-ка. Треба да имаш 10 баклави. Тука имаш 9 баклави. Кај е 10-та? Ќе почнам више да плачам од смеј. Чек, јадеш кетчуп и од цел црвен дуксер што е од сегде кај што може да ти падне на дуксеров да не се гледа толку, ти паѓа точно на белото, човек. Од ова нешто ако поише ме нервира со тоалетна хартија вака која ќе ми се скине. Не можам више, морам да привршувам набрзо затоа што јас ќе скренам од слики. Значи ова максимум во колата што може да му се попушти, најмногу му е 38. Па зошто 38 кога сегде знаеш дека не е пишано правило дека ти отерен до 100-ка. 100-ка барам да ти е макс или еве 10-ка да ти е макс. Па и 50-ка би преболил, не би преболил на 50-ка и 50-ка би нервирал, ама 38 бе брат. Не, види се. Од онаму десно горе почнуваш да се спушташ. Пример си со количка, со точка, со шо и да си. Се спушташ од таму. И сега наместо да продолжиш да се спушташ по тако, ти се спушташ по скали. И онаму ти се скали, а продолжува да се спушта по онако. Зошто се обратно? Архитектот или мајсторот или што и да е, имал само една работа. Да го заврши ова, фино едноставно, не вака. Види. Јас тука ќе престанам да се нервирам со тоа што нема веќе да гледам во овие нездрави слики. Предпоставам дека не бев единствен што се нервира од слики, дека вас се нервираат затоа што не можам да сум единствен што има OCD, а и да немате толку OCD, сигурно имате осет барем за малце да знаете што е симетрично, што не е бре. Ова не ви се ни коментира више. Така да доколку ви се допадна ова видео, ставете лајк и не забравяйте да се субскрајбите на мојот канал. Наскоро следат многу јаки работи, а ние се гледаме на следното видео за многу скоро. Чао!